во ова издание. Историска заплена на 114 кг од опасната синтетичка дрога фентанил на границата со Мексико, пофалби од Трамп за цариниците. Климатските промени станаа жешка тема во Европа, барање до владите да преземат конкретни чекори. Ве водиме во златната соба во куќата на Робевци во Охрид. Секој од изложените предмети е заштитен со посебен аларм. Ќе видите како. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Одделот на САД за царинска и гранична контрола заплени 114 килограми од опасната синтетичка дрога фентанил. Историската заплена се случува во екот на најголемата криза со опијати во државата. Следи пакетот вести. Фентанил во количина колку неколку зрна сол може да убие човек многу брзо, велат надлежните. Повеќето од запленетата дрога е во прав и оличната цена достигнува до 3,5 милиони долари. Председателот на САД Доналд Трамп ја пофали операцијата на Твитер, велејќи дека ова е најголемата заплена на фентанил во американската историја. Центрите за контрола и превенција на болести во САД изјавија дека фентанилот е дрога која е причина за најмногу смртни случаи поради предозирање. Во Скопје допатува командантот на силите на САД за Европа, генерал подполковник Кристофер Каволи. Како што извести Владимир Мирчевски, на средбите со врвот на македонската одбрана биле потврдени добрите односи меѓу двете армии, како и соработката во делот на безбедноста. Учеството и спроведувањето на напорни и реални обуки со сојузнички и партнерски војски дава можноста војниците од нашите две земји да ја зголемат подготвеноста и интероперабилноста, порачал генералот Каволи на средбите со министерката за одбрана Радмила Шекеринска и со началникот на генералштабот на АРМ Васко Ѓурчиновски. Климатските промени поттикнаа глобални дебати. Низ Европа почнаа и протести, на кои се приклучија десетици илјади граѓани. Лиза Брајант известува од Франција. Дождот не ги одврати парижаните да излезат на протести за климатските промени, загрижени за влошувањето на временските услови. Мислам дека не е сторено доволно и луѓето треба да се разбудат. Минатата недела беа организирани десетици протести за климатските промени ширум Франција и во соседниот Брисел. Се собраа десетици илјади луѓе. И студентите во Германија и во Швајцарија организираа вакви протести. Движењата за климатските промени насекаде во Европа земаат замав, што е одлична вест, зашто граѓаните се свесни за предизвиците од климатските промени. Европа станува средиште на еко-протестите. Предничи со мерките за намалување на емисијата на издувни гасови во атмосферата, но експертите велат дека европските влади треба да сторат повеќе. Во Франција, председателот Емануел Макрон го лансираше самитот Една планета, дури ги покани американските научници да се преселат откако администрацијата на Трамп одлучи да се повлече од Париската спогодба за климатски промени. Но критичарите го обвинуваат Макрон дека останува само на зборови. Покрај убави реченици за заштита на планетата, владата не ги сваќа сериозно предизвиците со климатските промени. За сега нема силни мерки за намалување на емисијата на издувни гасови во Франција. За сега европските граѓани ги преземаат работите во своји раце. Рекорден број од 2 милиони французи потпишаа петиција со која се закануваат дека ќе ја тужат владата на Макрон за негирање на климатските промени. Сакаме да ја зачуваме планетата, но и да ја истакнеме потребата граѓаните да бидат дел од решението, да бидат дел од оние што одлучуваат. Климатските промени ги мобилизираат и младите французи да преземат чекори како никогаш порано. Се разбира дека сум уплашен, затоа е важно да реагираме. Треба да се мобилизираме и да извршиме притисок врз оние кои носат одлуки, независно дали се политичари или индустрии. Овие демонстрации се совпаѓаат со друго движење кое стекнува масовност – жолтите елеци во Франција, кои што почнаа протести против зголемувањето на данокот за бензин, чија цел беше првенствено да се финансираат мерките против климатските промени. Но многумина велат дека двете групи се борат за иста кауза – социјална правда и подобар живот. Останува да се види дали овие протести ќе произведат конкретни мерки. Уникатни археолошки предмети се наоѓаат во златната соба во куќата на Робевци во Охрид. Таму се сместени и златната маска и на раквицата кои беа епохално откритие во македонската археологија. Мики Трајковски известува таму.
Прстени, обетки, гердани, делови од облека и монети се само дел од вкупно 513 златни и позлатени предмети и други вредни артефакти кои се наоѓаат во златната соба во Охрид. Сместена во куќата на Робевци, овде се чува и тајната и борбата за престиж на богатите слоеви граѓани кои низ вековите живееле на овие простори. Овде во оваа златна соба, посетителите на едно место може да видат само дел од развојот на некогашен Охрид, односно градот Лихнит во изминатите 25 века. Имаме исто така злато и од други периоди. Значи имаме од доцантичкиот период, од средновековниот период, османлискиот период. Значи ова е злато кој што го гледате изложено пронајдено значи на локалитетите Плавашни, Горна Порта, Самуилова тврдина и сето тоа што е пронајдено во овие последни 20 години, значи искупување. Централниот дел на собата всушност представува реконструкција на гробот 132, каде во 2002 година при археолошки истражувања на локалитетот Горна Порта беа пронајдени и златната маска, златна ракавица, килибарни, гердани, детска количка и други предмети од бронза, железо и керамика. Носители на оваа култура, значи која е поврзана со култот на златните маски, и нивното и погребувањето на покојниците, значи поврзано е со на некој начин да кажеме можеби со некој повисок сталеж кој што живеел, затоа и така и се наречени значи кнежевски гробови. Интересот за златната соба која беше отворена на крајот на 2014 година е се поголем. Доаѓаат туристи специјално за да ја посетат. Најмногу бројни се странските туристи. Последнава година имавме околу 7000 посетители. Според археолозите, Охридската златна соба може би е единствената од ваков вид во светски рамки, бидејќи се што е изложено јавноста може да го види само овде и никаде на друго место. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Островот Майл Дајмит е дел од Алјаска. Се наоѓа на само неколку километри од рускиот остров Голем Дајмит, но временската разлика меѓу нив е 21 час. Наташа Мозговаја беше таму. Од островот Малиот Дајмит во Алјаска се гледа Русија. Ова е американска територија лоцирана 4 километри од рускиот остров Големиот Дајмит. Порано, мали авиони се обраќале кон Малиот Дајмит во зима и слетувале на замрзнати писти. Мразот е се потенок изминативе години и единствено превозно средство сега се хеликоптерите. Поранешниот пилот од морнарицата Мајк Кутиба лета за Малиот Дајмит 2 пати неделно последните 8 години, ако дозволуваат временските услови. Многу оддалечено, големо растојание меѓу местата, нема ништо освен комарци. Имаме опрема за воредна состојба, храна за 8 дена, ако се најдеме оставени сами на себе. На Малиот Дајмит се наоѓа селото Иналик. Во 2018-та 80 луѓе живееле на 7 километри квадратни. Меѓу островите во средината Беринговиот теснет се наоѓа границата меѓу САД и Русија. Ако преминете од Малиот Дајмит во Големиот Дајмит, кусото патешествие ве носи во друга временска зона или следниот ден, 21 час однапред. Но тоа не е препорачливо. Добиваме предупредување, стрелаат во воздух. Животот на Малиот Дајмит одва е сменет изминативе неколку века. Нема патишта, автомобили, ниту канализација. Не ви требаат пари на Малиот Дајмит ако живеете по традиционални обичаи. Имате се освен кафе и шекер. Но се што ќе ловите е бесплатно. Милиони птици престојуваат на островот за време на летата. Во зима ловиме китови и поварни мечки. Пилотот Мајк Кутиба не се задржува долго на островот поради временските услови. На брзина ги остава на мирниците и заминува. Но и покрај кусата посета, Мајк и механичарот Сајмон се секогаш добре дојдени на малиот изолиран остров. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Тоше Огњанов. Денеска е првиот ден од февруари, познати како месец на љубовта и виното. Па поминете го најдобро што умеете. Имајте пријатен викенд, се гледаме од понеделник.